утрово имаше ректорска управа, како што сите сте запознаени, на која што присуствувавме две представници на студентскиот пленум, при што објаснивме што се случуваше во текот на 30 јуни. Го следевте текот на настаните и следевте како се произнесува деканите. Комисијата за измена на статутот на УКИМ останува на сила и таа ќе изготви предлог измена на текстот во студентското организирање, во статутот, во делот на студентското организирање, со цел да постигнеме да ниту еден студент веќе никогаш во историјата никогаш повеќе да не се соочи со ваква бруталност со која што ние се соочивме. Таа комисија ќе има за цел да го измени статутот на УКИМ во делот на студентското организирање. Ние ќе подготвуваме консултативни средби со студентските организации, отворени пленуми, директни контакти со студентите, како тие сакаат да изгледа, како сакаат да изгледа нивното студентско организирање. Во вториот дел, што се однесува до комисијата за пронаоѓање чинам на правна основаност околу изборите, сметам дека непотребно е, ако УКИМ вели дека е ненадлежен да ги поништи изборите, што е точно. Меѓутоа, УКИМ може да направи да не ги прифати ваквите студентски представници избрани на вакви избори, тогаш нејасно е зошто е формирана комисија за пронаоѓање на правна основа, ако УКИМ вели дека нема надлежност. Значи, веќе постои комисија за измена на статутот на УКИМ, во која што ние ќе изработиме предлог на измена на статутот на УКИМ во делот на студентското организирање. Од тука е нејасно зошто би требало да се повторуваме со комисии и да се закочува работата на првичната комисија за измена на статутот на УКИМ, кога ние имаме јасна и фактичка ситуација. УКИМ на крајот од денот не е истражен орган, а постојат во оваа држава истражни органи кои ќе ценат што се случувало дента на 30 јуни. До моментот, додека студентските представници, односно студентското организирање не биде реформирано во статутот на УКИМ, до тој момент овој етички кодекс на Универзитетот Свети Кирил и Методи е брутално скршен и за тоа ќе го фрлам долу. Тоа е првиот момент. Вториот момент е дека одредени декани побараа и го проблематизираа делот на студентските представници нивното учество во научно-наставните совети, бидејќи ние доставивме обемна документација за сите факултети дека избори за студентски представници во ННС немало и токму поради тоа тие не можат да учествуваат во работата на научно-наставните совети. Тој проблем беше заташкан на страна, меѓутоа со измената на статутот на УКИМ сите овие прашања ќе се решат. Затоа апелирам до сите 7 сенатори, до представниците на студентскиот парламент да бидат крајно конструктивни, се со цел најбрзо што може да се изработи предлог измена на статутот на УКИМ, процедурата за измена на статутот на УКИМ да помине, за сите ние нема никогаш да го заборавиме овој настан, бидејќи ќе биде впишан во историјата. Меѓутоа, овој настан да сведочи дека студентите се бореле за поинакво студентско организирање и дека тоа поинакво студентско организирање ќе го вметнат во иднината на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Ви благодарам. Може ли да кажеме дека сте делово задоволни? Ете таа нека формулација. Секако дека можеме да кажеме дека сме делумно незадоволни. Заради тоа што формирање на комисии често доведува до тоа да никогаш проблемите не се решаваат. И токму заради такви работни групи, комисии за истражување за слични работи, ние сме стигнати до овој степен да специјална полициска единица се пресметува со 20 студенти во маички по прерамки. Затоа велам делумно незадоволни. Остатокот од заклучокот и осудата од страна на УКИМ е делот кој што УКИМ имаше должност да го стори. Значи, ние не можеме тука да изразуваме задоволства, бидејќи УКИМ имаше должност, обврска, да застане зад своите деца. Вие ме чувте, кога им се обратив на деканите, не им се обратив како декани,
не им се обратив како на професори, им се обратив како на татковци. Токму за тоа УКИМ има обврска да реагира секогаш кога неговите деца се изложени на бруталност од државните органи.